Почитувани гледачи, поздрав од стадионот во Кавадарци, каде што за квалификациите на младите фудбалски реместаци на Македонија и Белгија за Европското фудбалско првенство. Денеска во Кавадарци надпревар ќе одиграат македонската фудбалска реместација и се разбира белгиската фудбалска реместација. Тоа е надпревар за млади фудбалери до 21 година. Да спомнеме дека денешниот надпревар е мощно и значаен. Ја чувме химната на Белгија, а сега на Република Македонија. Ете ја чувме и нашата химна, да спомнам дека Кавадарчани направија се овој надпревар да се одигра во одлични услови, освежен е стадионот, теренот е прекрасен за игра, а тука се и многобројните гледачи кои денес го исполнија стадионот до последно место. И се надеваме со нивното бодрење ќе се обидат нашите реместативци да им се реваншираат на гостите од Белгија за високиот пораз од Еупен од 7:0. Нашата репрезентација во своите традиционални црвено-жолти дресови, додека белгиците во бели дресови. За Македонија на денешниот надпревар ќе настапат следните играчи. На гол Петар Милошевски, бековски пар Драган Силјановски и Гоце Седловски, со број 4 Джевдет Шаиновски, со број 5 Игор Николовски, со број 6 Зоран Васевски, со број 7 Владко Стојчевски, со број 8 Мирослав Ѓокиќ, со број 9 Артим Шакири, со број 10 Срđан Захариевски и со број 11 Арџен Беќири. Селектор на македонската фудбалска реместација е Јово Никошев. Белгија на денешниот надпревар настапува во следниот состав. На гол Јирген Белпеир, 2 Аксел Смитс, 3 Ерик Дефланде, 4 Кени Верхоен, 5 Стин Вервен, 6 Јурген Вендурзен, 7 Гунтер Верјанс, 8 Карел Сноек, 9 Аксел Лавари, 10 Димитри Деконде и 11 Кристоф Кинет.
Селектор на репрезентацијата на Белгија е Ариел Јакобс. Денешниот надпревар ќе го води судиската тројка од Италија на чело со Марчело Ничи. Негов прв помошни судија е Мауро Фиори, додека втор помошен судија Джулио Корси. Реков тројцата од Италија. Делегат на денешниот надпревар на младата фудбалска репрезентација на Македонија и Белгија е познатиот, верувам за постарата генерација, фудбалски судија Ерик Линемајер од Австрија, кој во 1982 година се опрости од судиската свирка. Едноминутно молчење за неодамна починатиот фудбалер на Белгија Курт ван Гомпел, кој што во сообраќајна несреќа го загуби животот во Брисел. Инаку тој беше фудбалер на Ентверпен од Антверпен, Белгија. Добар фудбалер кој што настапи и на надпреварот со македонската фудбалска репрезентација, оној што се одигра во Еупен на 7 септември минатата година. На трите досегашни гостувања младата фудбалска репрезентација на Македонија не успеа да се врати непоразена. Но денес, реков, ги очекува мощен тежок надпревар против силната репрезентација на Белгија, која што во минатата среда на пријателскиот надпревар со селекцијата на Белгија победи со 1:0. Со број 2 Смитс и аут за македонската фудбалска репрезентација. Гоце Седловски, Шаиновски, повторно топка до Седловски, Силјановски, инако фудбалер на Слога Југомагнат од Скопје, на когова му е трет надпревар во дресот на младата фудбалска репрезентација на Македонија. Аут за Силјановски. Топка до Бечири, Шаиновски, Седловски, па повторно Силјановски, Бечири. Добро проигрување на Бечири и прв корнер за македонската фудбалска репрезентација. Со број 9 Артим Шакири. Шаиновски, прилика за удар, убав удар на Шаиновски, само над пречката во голот. Убав удар на Шаиновски и видовте, драги гледачи, над пречката над Белпеир. Околу 3.500 гледачи на стадионот во Кавадарци ги бодрат, реков, нашите репрезентативци да успеат во денешниот надпревар, да ја совладат екипата управо репрезентацијата на Белгија, која се наоѓа на првото место со 11 бодови, додека Македонија се наоѓа на 6-то место со само 6 бодови. Захариевски, убав центаршут на Срđan Захариевски, меѓутоа таму не следеше ова акција најдобро Шакири и видовте топката немаше кој да ја прими. Аут за македонската фудбалска репрезентација. Смитс. Добро проигрување со Лавари. Силјановски успеа да осопре овој напад на белгијанците. Фаулиран беше Мирослав Ѓокиќ, фудбалер на Охрид од Охрид. Шаиновски.
Васевски, Николовски, Седловски, Захариевски, Бекири и аут за репрезентацијата на Македонија. Бекири повторно до Шакири. Топка до Срđан Захариевски. Повратната топка до Шаиновски, Шаиновски до Ѓокиć. Седловски. Куси проигрување на нашите фудбалери, се обидуваат некако да го разбијат бункерот на гостите, кој повлечено во овие почетни минути над преварот го започна на преварот. Убав удар на Бекири и ова ќе биде втор корнер за македонската фудбалска репрезентација. По десната, по левата страна, односно Артим Шакири. Добра топка Седловски. И тоа беше слободен удар, односно Седловски го фаулира голманот Белпеир. И тоа е слободен удар за екипа, за репрезентацијата на Белгија. Верхоен, Де Фланде, Де Конде и аут за белгиците. Со сите реквизити, навијачите на Тиквеш, фудбалскиот клуб Тиквеш, денеска ќе се обидат да им помогнат на нашите фудбалери во овој мощне, тежок надпревар, да забележат победа. Захариевски, Бекири и слободен удар за Македонија. Седловски, Захариевски, инаку Срđан Захариевски е стрелец на првиот гол, се сеќавате добро на оној со Данска, што го одигравме во Кочани и ја совладавме данската репрезентација со 5:2, а Срđан Захариевски го постигна првиот гол за нашата фудбалска репрезентација. Смиц, Сноек. Добра топка, но Петар Милошевски на своето место и брани. Седловски до Шакири. Стојчевски, Шакири. И 1:0, гол! Седма минута на преварот, Македонија води со 1:0 со голот на, ко се изгледа, Владко Стојчевски. Еве ќе видиме и на повторената снимка. Тоа е Мирослав Ѓокиć и 1:0 за Македонија. Добар почеток на нашата фудбалска репрезентација. Мирослав Ѓокиć, 8 минута над преварот, Македонија, Белгија 1:0. Мирослав Ѓокиć, кој што не многу добро се прослави на надпреварот со Ерменија, имаше многу вакви убави прилики, но еве денеска советите на Јово Никушев по се изгледа вродија плод, така што првата шанса што имавме ја реализиравме. Во офсайд позиција се најде Лавари. Николовски, Шаиновски, вратена топка до Милошевски. Стојчевски се обиде, меѓутоа тука е
Вандурзен и само слободен удар за гостите од Белгија. Со број 6, реков, Јирген Вандурзен. Еве во напад и центар хафот Стин Вервен, меѓутоа само аут за белгиците. Добра интервенција на Петар Милошевски. Убав почеток на македонската фудбалска реместација. Дали момчињата на Јово Никушев ќе имаат сили да им се реваншираат на противниците за оној висок пораз од Еупен, кога нашата фудбалска реместација беше совладана дури со 7-0 и тоа головите беа постигнати во второто полувреме од надпреварот. Захариевски. Ѓокич, стрелецот на единствениот гол на овој надпревар. Захариевски сакаше да го проигра Силјановски, ја изгубила топка. Шаиновски, меѓутоа аут за гостите од Белгија. Со број 5, Стин Вревен. Реков, драги гледачи, кавадарчини направија се да се одигра овој надпревар во едни одлични услови. Го положија барем досега испитот, добри организатори се сеќаваме, вакви меѓународни турнири овде се одиграле повеќе пати, а нашата фудбалска реместација, првиот пријателски надпревар, младата се разбира, го одигра токму на овој надпревар со Естонија, кога високо ја совлада реместацијата на Естонија дури со 7-0. Би посакувале таков резултат и на денешниот надпревар. Веруваме според почетокот, имаме сили да им нанесеме повисок пораз на белгијанците, но рано е да се зборува за тоа. Ѓокич. Слободен удар за нашата реместација. Силјановски. Упатена топка до Шакири, меѓутоа тука е Верхоен, одземена топка, повторно топка до Стојчевски. Се обиде Стојчевски да го проигра Бечири, не успе во тоа. На повреда, тоа не го забележувате, се жали Ѓокич, меѓутоа судијата нормално не е прекинува акција на гостите и сега дозволува да му се укаже помош на Мирослав Ѓокич, кој што во еден дуел со Дефланде остана да лежи на теренот. Да се подсетиме, 11-та минута од надпреварот, Македонија, Белгија 1-0 со голот на токму повредениот Мирослав Ѓокич. Веруваме дека се ќе биде во ред со него. Еве жол картон, не можеме да забележиме за кој повреден, тоа е Артим Шакири. Се работи за повреда на Артим Шакири и го заработи првиот жол картон на денешниот надпревар. Деконде. Верхоен. Смитс. Со број 7 Верјанс. Кинет. Силјановски. Бечири. Захариевски. Добра топка до Стојчевски. Стојчевски. Захариевски. Удар на Захариевски. 2-0. 2-0. Срđan Захариевски. Еве радост на стадионот во Кавадарци. 12-13 минута над преварот. Захариевски 2-0. Погледнете уште еднаш. Добро проигрување на Стојчевски, Захариевски и 2-0.
13-та минута од надпреварот Македонија-Белгија 2:0 со головите на Мирослав Ѓокиć во 8-та минута и на Срđan Захариевски во 13-та минута од надпреварот. Македонија води со 2:0. Седловски, Николовски, диригент во одбраната на Македонија, добра топка до Ѓокиć, меѓутоа тука беше Верхоен и еве судијата Марчело Ничи од Италија покажува дека тоа е слободен удар за белгиската реместација. Смиц, Кинет, Сноек. Меѓутоа тука е Шаиновски, отстранува опасност пред Милошевски. Шакири. Добар потек на Шакири. Силјановски. Предолга топка, добро мислеше Силјановски, но само аут за македонската реместација. Силјановски. Ѓокиć. Греши Силјановски. Се обиде Шаиновски од далечина да го изненади Белпир, но во тоа не успеа. Верхоен. Вандурзен. Смиц. Одлично од Седловски. Тоа беше удар на Вандурзен, меѓутоа Милошевски на своето место и брани. Еве и убаво навивање од кавадаречката публика, коректно до сега. Реков, организаторите имаат премногу направено да се одигра овој надпревар во нивниот град. И можеме да кажеме дека на вистина Кавадарци веќе е фудбалски град. Многу брзо го реновира стадионот овде, а веќе во подготовки, реков. Еј, новиот проект и веруваме дека во новата сезона кавадарчени ќе имаат далеку поубав стадион и веруваме дека нивната екипа ќе постигнува далеку подобри резултати во Македонската фудбалска лига. Со број 10 Деконде блокираше Силјановски, само слободен удар за белгиската реместација. Со број 10 Димитри Деконде. Убава топка, но Лавари беше покрај дирекот на Петар Милошевски. 17-та минута средбата, Македонија-Белгија 2:0 со головите на Ѓокиć во 8-та и Захариевски во 13-та минута од средбата. Дефанде. Диагонала до Смиц. Смиц. И аут за Македонија. Реков, драги гледачи, во оваа група на младите водат белгиците со 11 бодови, исто толку бодови има и Шпанија. Потоа на третото место Данска со 6 бодови, Кипар исто така 6 бодови и Македонија 6 бодови. Меѓутоа надпревар повеќе нашата фудбалска реместација има одиграно.
И Ерменија се разбира на последното место со 3 бодови и тоа оние бодови што ги освоија со македонската фудбалска репрезентација кога не совладаа со 2:0. Додека го пиете утринското кафе, вашата камата пристигна. Реков, надпреварот со Ерменија го загубивме со 2:0, а со тоа им овозможивме на репрезентацијата на Ерменија да ги освојат и 3 бодови. Доколку успеавме да ги совладеме на гостувањето ерменците, тогаш ќе останавме во трката за освојувањето на 2 места кои водат на Европското младинско фудбалско првенство во 96-та и се разбира на Олимписките игри. Слободен удар за македонската фудбалска репрезентација. Покрај топката се наоѓаат Шакири, Бекири и Шаиновски и ова е трет корнер за македонската фудбалска репрезентација. Инако во 6 играни надпревари постигнавме 8, а примив 18 голови, не сметајќи се разбира и овие 2 голови, тоа се 10 голови. Шакири, добра топка, Шакири, Стојчевски беше покус и топка за белгиците. Вревен. Смиц во офанзивна улога, десниот бек на белгиците, меѓутоа тука е Игор Николовски, фудбалер на Скопски Вардар. Мощне, талентиран и перспективен младински резултативец. Захариевски. Вандур Зен. Со број 7 Верјанс и топка повторно до Смиц. Убаво проигрување на Верјанс и Смиц, меѓутоа тука имаше фаул, тоа го забележа судијата Ничи од Италија и топка за нашата репрезентација. Зоран Васевски. Стојчевски. Бечири, Захариевски. И повторно аут за македонската фудбалска репрезентација. Стојчевски. Добро игра во овие 20 минути од средбата Стојчевски. Имаше тука слободен удар, меѓутоа контра судијата Ниче овој пат се изгледа погреши. Тоа беше слободен удар за нашата фудбалска репрезентација. Греши Селјановски. Дефанде. Аут за нашата репрезентација. Селјановски. Топка до Шакири и повторно Дефанде ја исрова топката во аут. 23-та минута од средбата, Македонија Белгија 2:0 со головите на Ѓокиќ во 8-та и Захариевски во 13-та минута од средбата. Се обеде Ѓокиќ да го спаси овој аут, меѓутоа во тоа не успеа. Дефанде. Вревен. Со број 11 Кинет. Брзо изгледа слободен удар. Топка до Стојчевски, меѓутоа, еве, забележувате и самиот се нервираат, не успеат да ја сопре ова топка и можеше да биде мощно опасно по голот на Јирген Белпеир. Повторно Аксел Смиц.
Кени Верхоен. Се обиде да го пронајде по левата страна Димитри Деконде, меѓутоа топката излегува во аут. Драган Силјановски. Сноек. Упатена топка до Деконде и Николовски ја изфрла во аут. Аут за белгиците. Смиц. Сноек. Шакири. Повторно Смиц. Ѓокиć. Стојчевски. Меѓутоа осамен е Стојчевски во нападот. Захариевски. Добра топка до Шаиновски. Шаиновски. Захариевски. Бечири. Шаиновски. Захариевски. Повторно Шаиновски по десна страна. Силјановски слободен. Убаво проигрување. Дали ќе стигне Силјановски од топка? Не, таа излегува во аут. Добро мислеше. Шаиновски по десната страна беше слободен. Силјановски, меѓутоа топката излегува во аут. Еве повторно еден од нашите играчи се жали на повреда. Се разбира, според прописите мора да му се укаже помош надвор од теренот, а тоа е Шаиновски, кој што во дуелот со Дефланде остана да лежи на теренот, но веруваме дека и со ново брзо се ќе биде во ред и брзо ќе се врати да им помогне на своите другари. Дефланде. Овој пат греши Васевски, меѓутоа неговата грешка повторно исправи Силјановски, Захариевски, Ѓокиć, Силјановски. Далеко кон голот на Белпеир. Верјанс. Вандурзен, повторно Верјанс. Деконде. Вратена топка до Дефланде, Ерик Дефланде. Кинет, Кристоф Кинет. Со број 11. Убаво нафрнаа топка, Милошевски. Тука е Бечири, ја отстранува ова опасност пред својот гол. Ѓокиć, меѓутоа страметежливо отиде на оваа топка, не сакајќи да повреди Дефланде. Захариевски не успеа да го проигра Стојчевски. Овде имаше повторно преостра игра, но сепак судијата не мисли така. Смиц. Сноек. Блокираше Николовски. Вревен. И ова е слободен удар за белгиската ревестација. По десната страна Деконде. Шаиновски. Добра топка до Стојчевски. Стојчевски попорен.
Од грешка во грешка судијата Марчело Ничи од Италија. Захариевски. Кени Верхоен. Со број 9 Аксел Лавари. Деконде. Дефланде. Кинет. Меѓутоа Силјановски поупорен. Од надпревар во надпревар Драган Силјановски мощно е, добро ги брани боите на македонската фудбалска репутација. Шаиновски, добра топка до Шакири и ништо! Шакири ја пропушти најзрелата шанса на надпреварот. Покажуваше нешто тука и помошниот судија Мауро Фиори, последја дека Шакири претходно играл со рака. Дефланде, Николовски и само аут за белгиската реместација. Сноек, Смиц, Бечири, Смиц, Николовски и ова е прв корнер за гостите од Белгија. Убава беше тоа акција за нашата фудбалска репрезентација, меѓутоа Шакири не успеа да ја реализира најзрелата шанса на денешниот надпревар. Дефланде, добра топка, но тука е Васевски, Шаиновски. Джевдет Шаиновски, познат му е овој терен во Кавадарци, настапуваше за екипата на Тиквеше на година. Захариевски, убава топка до Стојчевски, Стојчевски, се обиде Стојчевски во пат да го проигра Шакири, меѓутоа Шакири не е следеше најдобро токму ова акција. Добро се бори денеска на овој надпревар Владко Стојчевски, инако фудбалер на Битолски Пелистер. Повторно Шакири. Можеме да речеме дека Марчело Ничи претерува на денешниот надпревар, штитејќи ги гостите. Забележуваат и вие, драги гледачи, ова беше чист слободен удар за нашата фудбалска репрезентација. Кинет. Дефланде имаше убава прилика Дефланде да бие, меѓутоа тука беше Николовски, Силјановски и со се топка во аут. Меѓутоа за неговата борбеност, еве и аплауд за Силјановски, но и опомена од судијата Марчело Ничи од Италија, кој што еве добива и свирежи од неколку илјадната публика во Кавадарци. Николовски, Стојчевски, борбење Стојчевски, реков на денешниот надпревар, дури и во одбраната на нашата репрезентација. Силјановски, Шаиновски, Бекири, убаво проигрување со Шаиновски. Пресилна топка за Мирослав Џокиќ. 32 и 3 минута од средбата, Македонија-Белгија 2:0 со головите на Џокиќ во 8-та и Захариевски во 13-та минута од средбата. Кинет. Топка до Верјанс. Стојчевски. Браво, Стојчевски успее да спаси аут. Захариевски. И сега нема што да прави тука судијата Ничи. Слободен удар. Дури и жолт картон за овој надпревар можеше да му покаже на Сноек. Срđan Захариевски, фудбалер на Силекс од Кратово, Џокиќ, Николовски.
Николовски, добра топка до Силјановски, Силјановски, Шакири, удар на Шакири, но брани Белпеир. Можеше да упати центар шут Шакири, тука беше Стојчевски, но се одлучи сепак Шакири да бие кон голот на Белпеир. Смиц. Го блокира Захариевски. Топка до Верјанс. Повторно Верјанс. Тука е Седловски, Захариевски, Седловски. И аут за гостите од Белгија. Со број 4 Кени Верхоен. Ван Дурзен. Дефанде. Васевски направи фаул и слободен удар за гостите од Белгија. Некаде 20-25 метри по левата страна се подготвува овој удар да го изведе левото крило Кинет, а тука крај топката се наоѓа и Лавари, кој што навистина има силен удар. Еве консултации со селекторот, по се изгледа Лавари. Еве комбинација, меѓутоа само нафрна топка пред 16-тикот на Македонија. Захариевски. И Смит, повторно Захариевски и Смит. Се обиде да бие директно кон голот на Милошевски Сноек, меѓутоа тука беше Силјановски, а топката од Еконде се одби во гол аут. Петар Милошевски. 40 минута од средбата, Македонија-Белгија 2:0. Добар фудбал на стадионот на фудбалскиот клуб Тиквеш во Квадарци. Васевски, Стојчевски, Шакири. Премногу чека Шакири во овие одлучувачки моменти, меѓутоа фаулираше Шајновски. Слободен удар за гостите од Белгија. Лавари, Седловски, Николовски. Добро играат Седловски, Николовски, Васевски, повторно Седловски. И се разбира аплаузи за нивната игра. Сноек. Лавари. Ван Дурзен. Кинет, удар на Кинет, но и самите забележувате непрецизен над голот на Петар Милошевски. Нашата фудбалска администрација забележа 2 победи, реков против Данска во Кочани 5:2 и на овој исти стадион во Кочани совладана беше администрацијата на Кипар со 2:0, а во Битола загубивме од шпанците со 1:0. Највисокиот пораз го доживеавме на гостувањето во Белгија, каде што бевме совладани со 7:0. Потоа следуваше гостувањето во Данска, исто така овој надпревар го загубивме со 5:2 и покрај тоа што првото полувреме водевме со 1:0. И последниот надпревар го одигравме во Ереван против администрацијата на Ерменија, каде што загубивме со 2:0.
Меѓутоа, верувам дека денес имаме добро водство, а и добра игра за висок резултат. Убав удар на Бекири и само покрај дирекот на Белпеир. Регистрираме, тоа е 43-та минута од средбата. Бекири имаше убав удар, упатен ко Белпеир, но и непрецизен. Дефланде. Верјанс. Вратена топка до Верхоен. Повторно Дефланде. Го проигра Деконде. Кинет. Смитс по десната страна. Но тука е Бекири. Добро се движа нашите фудбалери. Захариевски. Играше со рака Кинет. Тоа добро го почувствува судијата. Ничим не ја прекина играта. Топка за нашата фудбалска репрезентација. Џокич. И слободен удар за Македонија. Шајновски. Сите фудбалери се на половината на Белгија. Слободен удар за Македонија. Овој пат фаулираше Аксел Лавари. Деветката на белгиците. Бекири, Захариевски, крај топката. Топка до Шакири. Шакири. И ова е трет корнер за македонската фудбалска репрезентација. Се извинувам, четврти корнер по левата страна. Артим Шакири, кој што е единствениот со жол картон на денешнава среда. Шакири, добра топка. Имаше убава можност Џокич, тоа беше еден карамбол меѓу белгиските играчи. Имаше добра шанса Џокич да ја доведе нашата репрезентација и до повисоко водство. Последна минута од средбата. Мислам од првото полувреме, меѓутоа судијата после изгледа ќе продолжи играта, бидејќи имаше неколку прекини, каде што им се кажуваше лекарска помош на повредените играчи, особено на Шакири и Џокич. Игор Николовски. Топка до Шакири. Но Шакири не успе да ја стигне, таа излегол во пети корнер за македонската фудбалска репрезентација. Брзо изведен корнер, Шајновски, Шакири. Добар удар на Шакири, но и добра одбрана на Јирген Белпеир. Со број 5 Стин Вревен. Ван Дурзен. Деконде. Силјановски е тука. Белпеир. Верхоен. Верјанс. Дефланде. Вревен. Џокич направи фаул. Овој удар ќе го изведе Димитри Деконде, левата полутка на белгиската фудбалска репрезентација. Убаво патена топка, меѓутоа тука е Седловски. Сноек. Смитс.
Седловски, Бекири, Николовски. Добра игра на нашата фудбалска репрезентација. Захариевски, Шакири, помошниот судија покажуваше аут за нашата репрезентација, меѓутоа во право беше судијата Марчело Ничи, бидејќи топката се одби од нозете на Шакири. Смиц, Дефланде, Верхоен, Кени Верхоен. Смиц, Бекири и слободен удар за нашата фудбалска репрезентација, меѓутоа жол картон за Стојчевски. Ова е втор жол картон за Стојчевски. Судијата Марчело Ничи од Италија ја пушти играта да се развие, меѓутоа добро го забележа Стојчевски дека претходно направи груб фаул врз Вревен и еве можност да му се додели жол картон за грубата игра. Васевски, Шаиновски, добар удар на Шаиновски, пречка, штета. Ова беше најубавото, освен оние два гола на денешниот надпревар. Убав удар на Шаиновски од околу 30 на метри, меѓутоа, драги гледачи, забележавте, пречката ја спреши мрежата на Белпири. Ова е шести корнер за нашата репрезентација. Токму во финишот од првото полувреме вистинска бомба упати Шакири кон голот на Белпир. Пардон, тоа беше Шаиновски. Но пречката ја спречи мрежата на Јирген Белпир. Се можам да констатирам дека непотребни беа оние страхувања и преголемиот песимизам на нашиот селектор Јово Никошев пред оваа средба. За овие 45 минути на вистина сме далеку подобри од нашите гости и верувам дека во овој стил нашата репрезентација ќе продолжи играта и во второто полувреме. Кинет, еве по трет жол картен за Васевски. Меѓутоа, драги гледачи, мислам дека сепак Васевски отиде на топката, немаше никаква намера да го фаулира Деконде, но еве слободен удар за токму Димитри Деконде. И во овој момент Марчело Ничи означи крај на првите 45 минути во кои македонската фудбалска репрезентација со подобра игра, понадмочни од своите противници од Белгија, води со 2:0 со головите на Ѓокич во 8-та и Захариевски во 13-та минута. Драги гледачи, ќе се јавим. Тоа некои од гледачите ги излажа нашите фудбалери. Еве сега во овој момент судијата Марчело Ничи даде знак за почеток на вторите 45 минути. Добра игра на македонската фудбалска репрезентација во првото полувреме, водство 2:0. Стрелци на головите беа Ѓокич во 8-та и Захариевски во 13-та минута од надпреварот. Захариевски, Седловски, Смиц,
Еве и измена во редовите на Белгија со број 14 Питер Верхоен на местото на Ерик Дефланде. Лавари, Кинет и во офсайд позиција се најде точно Питер Верхоен. Еве Силјановски бараше судијата Ничи од Италија да покаже дека Лавари претходно играше со рака, меѓутоа судијата е оној кој што пресудува за ваквите прекршоци, а не Драган Силјановски. Значи од игра излезе со број 3 Се уште не можеме, драги гледачи, да забележиме кој ја напушти играта во белгиската фудбалска репрезентација, меѓутоа Питер Верхоен со број 14 во второто полувреме ќе ги брани боите на гостите од Белгија. Додека во нашата репрезентација во истиот состав оној што го започна и на преварот. Стојчевски се збуни тука Џокич, Силјановски и само слободен удар за Белгија. Еве на повреда се жали Лавари. Меѓутоа, нема ќе му се каже помош надвор од теренот и слободен удар за екипата на Белгија. Играта, еве дознаваме, ја напуштил Јирген Ван Дурзен со број 6, а на негово место со број 14 Питер Верхоен. Значи само една измена во белгиската репрезентација, да повторам, Питер Верхоен во игра со број 14, а играта ја напушти Јирген Ван Дурзен со број 6. Кинет. И топка до Петар Милошевски. На полувремето имавме можност да присуствуваме во собликувавната на нашата фудбалска репрезентација. Селекторот Јово Никушев бараше од своите фудбалери повнимателно во вторите 45 минути да играат, меѓутоа сепак бараше убав удар на нововлезениот Питер Верхоен, но на место е Петар Милошевски. И со контрнапади да го загрозуваме голот на белгиците. Николовски. И ова е 8-ми корнер за нашата фудбалска репрезентација. Бекири. Шаиновски. И на тоа и му кажа селекторот Јово Никушев дека судијата Марчело Ничи и во вторите 45 минути ќе штити играта на гостите, како што впрочем беше и во првото полувреме. Еве и во тоа се обистинува. Стојчевски. Добро мислеше Стојчевски, Шакири беше пред голот на Белпеир и само топка за белгискиот голман. Смиц. Верјанс.
Лавари. Деконде. Добра топка беше тоа за Сноек и голема среќа за Петар Милошевски. Ова беше и единствената поздрава шанса што има белгиците во текот на овие 50 минути од надпреварот. Шакири и Верјанс, Смитс и само аут за белгиците. Фаулирање Димитри Деконде. Деконде. Еве можеме брз против напад на нашата администрација. Силјановски по десната страна. Греши Силјановски, можеше тука да го проигра Џокич, не успева тоа. Верхоен. Васевски и аут за белгиската фудбалска администрација. Деконде, Кинет и Захариевски. Деконде и покрај голот биеше Лавари. Укажуваше селекторот Реков Јово Никошев на ваквата опуштеност да нема во одбраната, меѓутоа еве забележувате како да се заморени нашите фудбалери од оние пеколни 45 минути во првото полувреме. Еве се огласува и публиката. Шаиновски, Џокич. Џокич премногу ја влече топката, го имаше слободен Шакири, а на десната страна и Стојчевски. Верхоен. Тоа е Кени Верхоен. Смитс, Деконде. Повторно Смитс. Џокич. Збунето играат нашите административци. Вревен. Џокич и овде е слободен удар. Може и жолт картон да покаже судијата Марчело Ничи. Но како да им прогледува низ прсти на гостите од Белгија. Еве, една расправа меѓу Ничи и Џокич. Силјановски. Вратена топка до Петар Милошевски. Шаиновски. Упати топка до Шакири, меѓутоа само да е лесен плен на Јирген Белпеир. Далеко до нашиот гол. Тука е Васевски. Стојчевски се подметна. Џокич. И слободен удар за белгијанците. Со број 11 Кристоф Кинет. Смитс. И заедно со топката излегува во аут. Седловски. Долце Седловски, фудбалер на победа од Крилев. Кени Верхоен.
Кинет, меѓутоа тоа е слободно за нашата администрација. Шакири Смиц. Смиц играше со рака, но судијата покажува обратно. Топка до Питер Верхоен. Еве се оглесуваат токму во овие критични моменти и навијачите. Реков, мощне, коректно навивање, одлични услови за игра на денешниот надпревар и висока преодна оцена за организаторот фудбалскиот клуб Тиквеш за се она што направи да се одигра оваа среда. Кинет. Топка до Лавари. Деконде. Меѓутоа тука е Шаиновски. Захариевски, Шаиновски. Стојчевски, повторно Шаиновски. Бараше Стојчевски да супати топка до него, меѓутоа Шаиновски сакаше диагонално да проигра Шакири, не успе во тоа и контрнапад на гостите. Само аут за македонската фудбалска администрација. Верхоен. Кинет. Лавари. Меѓутоа тука е Седловски. Деконде во борба со Бекири. Захариевски. Топка до Стојчевски. Двете седмици на денешниот надпревар. Вратена топка до Белпеир. По левата страна центркал Фостин Вревен. Кинет. Еве убава шанса за нашите. Стојчевски. Силјановски. Добар премина Силјановски. Повторно топка упатена до Стојчевски. И осми корнер за македонската фудбалска администрација по десната страна. Овој удар од аголот ќе го изведе Бекири. Убаво проигрување меѓу Стојчевски и Силјановски. Силјановски добро го мина. Верхоен упати убав центар шут до Шакири, но не успе Шакири да запре се мрежата на Белпеир. Џокич. Шакири. Добар удар и пречка на Шаиновски. Немаме среќа. Немаме среќа. Погледнете уште наш. Каков удар на Шаиновски. Ова е втора негова пречка на денешниот надпревар. Штета. Ова ќе беше можеби најубавиот гол на средбата. Еве на консултација прифатена од првиот помошник Мауро Фиори. Претходно во офсайд се најде Димитри Деконде и тоа е само офсайд за нашата репрезентација. Се уште возбудувања на трибините на градскиот стадион во Кавалерци по оној удар на Джевдет Шаиновски. Навистина тоа беше прекрасен удар од околу 30 метри, но видовте самите, драги гледачи, повтор пат пречката го спаси голот на Јирген Белпеир. Игор Николовски. Џокич. Захариевски. Шакири. Добро му се ослободи на десната страна Игор Николовски. Кинет. Дефланде. Повторно Кинет. Деконде. Топка до Вревен. Но Игор Николовски ја извела во
корнер. Тоа е втор корнер за белгиската фудбалска репрезентација. Димитри Декунде ќе изведе ударот од аголот. Шаиновски судар на двајца наши играчи и трет се жали на повреда Николовски и топката е исфрла во корнер. Се судрија со број 7 Стојчевски. Навистина беше тоа во жар за топката. Беше мощно густо пред нашиот гол. Стојчевски и по се изгледа на повреда се жали Васевски. Меѓутоа еве и освежување за нашите репрезентативци. Не, тоа е Седловски. Еве, се е добар ред со Седловски. Се уште на тревата лежи Владко Стојчевски. Еден од подобрите во нашите редови. Кога јадете, киселината почнува да ги напаѓа вашите заби. Киселината ја смекнува глеќта која ги заштитува забите и тоа може да предизвика кариес. Затоа по оброците џвакајте гума за џвакање без шеќер Орбит. Го спречува дејството на киселината, ја зајакнува глеќта и може да ги заздрави раните што се во почетна фаза. Џвакајте Орбит без шеќер. Помага при спречувањето на кариесот. Потврдено од Меѓународното здружение на стоматолозите. Добро играат нашите репрезентативци, се борат. Еве и самите забележавте, во еден таков жар дојде и до несакан судир меѓу Стојчевски и Седловски. И ова е трет корнер за белгиската репрезентација. Петар Милошевски добро брани, меѓутоа доби и удар по главата од нововлезениот Питер Верхоен. Инаку Петар Милошевски ја бранеше мрежата и насредбата во Белгија, го замени Гого Јовчев, кој што се наоѓа на служување на воениот рок. Гого Јовчев мощно успешно ја бранеше нашата, беше голман нашата репрезентација на средбите во Кочани против Данска. Против Шпанија исто така мощно успешно и покрај тоа што го загубивме на периодот во Битола од 1:0. Добро чуваше мрежата, но ете наидовме на еден цврст противник на белгиската репрезентација во Белгија, каде што доживеавме висок пораз од 7:0, но еве денес веќе водиме со 2:0. Се подготвува кај нашата репрезентација двајца играчи, тоа е Благо Чернацев и Горан Ставревски. И забележуваме кој од нив ќе влезе во игра, останува да видиме во наредните 30 минути од средбата. Шаиновски. Сигановски, повторно Шаиновски. Добра топка до Стојчевски. Еве и Белпеир излезе надвор, твој 16-ти контранапад на гостите. Сноек. Одлично отиде на оваа топка. Петар Милошевски го стопри ударот на Декунде. Овој пат мора да покаже жолт картон судијата Марчело Ничи. И токму тоа го прави со број 8 Карел Сноек. Прв жолт картон, иако играчите на Белгија заслужува уште некој жолт картон, но не можеше ова да го сокрие судијата Марчело Ничи од Италија.
Ова е трет жол картон, четврт жол картон на денешниот надпревар. Зоран Васевски од нашата регистрација, Владко Стојчевски и Артим Шакири, а еве прв за белгиците, тоа е Карел Сноек со број 8. Кинет. Кинет, вратена топка до Дефланде. Стин Вревен. Повторно Дефланде. Тука е Васевски и гол аут. Петар Милошевски се уште се жали на она повреда што ја здоби во судирот со Питер Верхоен. Тој е брат на Кени Верхоен, 14-ката на Белгија. Васевски. До Стојчевски, меѓутоа нема кој да ја прими ова топка во нашата местација. И белгиците почнаа нешто да се расправаат со судите. Греши Николовски, меѓутоа неговата грешка исправа Васевски. Шаиновски смирува топка. Добар е денеска Шаиновски. Кинет. Може да остави топката на Џокич. Џокич. Може да го проиgra Шаиновски, тоа го прави. Диагонала до Шакири. По левата страна е слободен и Захариевски. Шакири може да игра со Захариевски. Се сака сам да реши. Премногу за Шакири комплицира и покрај тоа што го имаше на левата страна слободен Захариевски, ја изгубила топка и контрнапад на белгиците. Смиц, но Петар Милошевски на своето место брани. Топка до Силјановски. Захариевски. Џокич ја губила топка. Кине чекаше премногу Џокич, но тука е Васевски. Шаиновски. Повторно топка до Шакири. Ако нешто треба да се менува, тогаш треба Артим Шакири да ја напушти играта, бидејќи еден од најслабите во нашата фудбалска младинска ревистација. Џокич. Впрочем, Шакири на другите надпревари на нашата ревистација во исти стил ги одигра. Во Ерменија исто така, меѓу послабите во Данска. И не знам зашто Јово Никушев се уште смета на овој играч. И покрај тоа што на купа да се наоѓаат уште Благо Ченацев, Горан Ставлевски, Горан Лазаревски и Горан Михајлов. Силјановски. Кинет. Захариевски. Бекири. Николовски. Николовски. Се одлучи на удар Николовски. Повторно топка до Николовски. Шаиновски. Од секоја позиција бие Шаиновски и добро ги опатува овие удари кон голот на Белпеир. Вревен. Кристоф Кинет. Аксел Смиц. Офанзивен бек. И мощно опасен, еве топка до Декоде и Милошевски одлично брани. Четврти корнер за белгиската реместација. Реков Аксел Смиц, офанзивен бек. Добро го проигра Деконде, но Милошевски на своето место и го одбрани овој удар на Деконде. Повторно Деконде. Поврат топка до Лавари. Тука беше Стојчевски, пак топка до Деконде, Васевски и Шакири. Шакири. Толку е неговата сила. Дефланде го сопира овој пробив на Шакири.
Верхоен, Деконде, повторно Верхоен, Лавари, тука е Васевски, одлично проигрување со Захариевски, топка до Захариевски, убаво до Ѓокиќ, Ѓокиќ, пак Захариевски, Ѓокиќ, нема офсайд, Ѓокиќ, и 3:0, очекувам 3:0, гол! Гол! Мирослав Ѓокиć, 3:0, втор гол на Ѓокиć. Погледнете, убаво проигрување на Захариевски, заслуга има Срđan Захариевски, топка до Ѓокиć. Позастана белгиските фудбалери, мислејќи дека е тоа офсайд и 3:0. 70-та минута на преварот, Ѓокиć ја доведува нашата фудбалска репрезентација во водство од 3:0. Кога сака топка за да влезе во мрежата, сака, кога не сака, не сака. Тоа го забележав и со ударите на Шаиновски. Високо водство на нашата фудбалска репрезентација. Дали ќе имаме сили, можности да им се реваншираме на белгиците за оној висок пораз од Еуфен од 7:0. Захариевски. Повторно Ѓокиć. Ако Ѓокиć промарши неколку зрели прилики во Ерменија против соодветната репрезентација, еве денес секоја прилика, секоја можност ја искористи, ја реализира. Еве од игра излегува Владко Стојчевски, а во игра Гораст Михајлов, фудбалер на Куманово. Добар фудбалер, меѓутоа Стојчевски мораше да напушти играта заради онај судир и повреда и покрај тоа што беше еден од подобрите во нашата фудбалска репрезентација. Веруваме дека Гораст вистински ќе го замени. Ѓокиć, Шаиновски. Можеше да го проигра овој пат. Гораст Михайлов, еве го Гораст Михайлов. Прва топка за Гораст Михайлов. Силјановски, Николовски. Одличен пробив на Николовски, топка до Гораст Михайлов, меѓутоа во офсет позиција, токму така. Судијата, помошниот судија Џулио Корси покажува дека Гораст Михайлов се нашол во офсет позиција. Лавари и Васевски, меѓутоа тука е Седловски, топката е исфрла во аут. Ево уште една измена во репрезентацијата на Белгија. Со број 9 играта ја напушта Аксел Лавари, а на негово со број 8 Карел Сноек, на негово место со број 13 Крис Темеран. Лавари сепак останува во игра. Отиде кон клупата за резервни играчи Лавари, меѓутоа по се изгледа селекторот Ариел Јаковцен предомисли и од игра го изведува Карел Сноек, а во игра Крис Темеран. Високо водство на македонската фудбалска репрезентација од 3:0, со головите на Ѓокиć во 8-та, Захариевски во 13-та и повторно на Ѓокиć во 70-та минута. Беше ова еден посериозен удар, но само покрај директот во гол аут. Додека го пиете утринското кафе, вашата камата пристигна. Шакир имаше можност. Еве што промарши Шакир. Како
Каква убава прилика имаше Шакири, но реков за него доста и ова беше слободен удар, но судијата Марчело Ничи ништо не покажува, само топка за белгијанците. Да е завршам мислата, Шакири на денешниот натпревар не се прослави многу, само иницијативен е, се сака сам да реши. Имаше еве таква можност, но брзо плет во последните мигови. Шиновски. Слободен удар за белгиската реместација. Се подготвува уште една измена во нашата фудбалска реместација. Кого ќе замени Јово Никушев? Верувам дека најзрели е Шакири да напушти играта. Индиректен удар, овој пат покажува Марчело Ничи. Тука е Лавари, Деконде. Удар на Кинет, но само во нозете на Ласевски. Вревен. Убава можност беше тоа за Лавари и само гол аут. Еве одигра и во нашата реместација втора измена, стрелецо на двата гола Мирослав Ѓокиќ ќе напушта играта, на негово место со број 15 Горан Лазаревски. Аплаузи за Мирослав Ѓокиќ за оно што направи на денешниот натпревар. Се бореше добро, постигна 2 голови. Вревен. Лавари. Тука е неуморниот Васевски. Повторно топка до Шакири. Шакири. На вистина претерува Шакири и треба да го извади судијата. Еве ицвиркување за Шакири. Ту имаше Горас Михајлов на десната страна. Не заслужува да ја брани бојата на нашата реместација Артем Шакири. Ова е опомена и за селекторот Јово Никушев. Тоа му се случи и на средбите во Данска, во Ерменија, и да не набројувам. Еве реагирање од публиката и свиркување за Артем Шакири заслужено. 9 корнер за нашата реместација. Бекири. Силјановски. Еве, Шакири повторно греши. Мислам дека овој пат ќе добие полука и селекторот Јово Никушев дека крајно време е со Шакири да расчити за младинската фудбалска реместација. И неговите другари еве постојано реагират. И со право се, бидејќи на вистина дадоа се од себе си на денешниот натпревар. Се борат Лавовски, а нивниот другар, како да го свати овој натпревар, дека е пријателски, се сака сам да реши. На повреда се жали Кени Верхоен. Ќе му биде окажена помош. Има минутна можност за далеко повисок резултат. Силјановски коректно им ја враќа топката на гостите Белгија.
Аплаузи за овој гест. Словно коректен однос на Силјановски, меѓутоа имаше иста ситуација, но белгијанците не ја вратија топката на нашата фудбалска репрезентација. Сега можете, драги гледачи, да процените кој е покоректен на денешниот натпревар. Михајлов, Горас Михајлов. Слободен удар за нашата репрезентација. Кобра. Кобра. Тамаком, областен дистрибутер и инсталатор на автоаларми Кобра. Беше Горан Лазаревски. Еве публиката бара Шаиновски да го изведе овој слободен удар. Аплаузи за играта на нашата фудбалска репрезентација. Тука се Васевски и Шаиновски, кој ќе бие на голот на Белпеир. Сепак Шаиновски. Добар удар, меѓутоа топката се одби од Вревен. Кинет. Греши Кинет и само аут за нашата репрезентација. Седумдесет и осма минута од средбата, Македонија-Белгија 3:0 со головите на Ѓокиќ во 8-та и 70-та и на Срđan Захариевски во 13-та минута од средбата. Силјановски, Шаиновски, Захариевски. До Бечири, нема тука слободен повторно. Захариевски, удар на Захариевски, но и непрецизен покрај голот на Јерген Белпеир. Аплаузи за борбеноста на Срđan Захариевски на денешниот натпревар. Единствено свирежи што заслужи што ги доби, тоа беше Артем Шакири. Седловски и слободен удар за белгиската репрезентација. Деконде. Смиц. Нема тука слободен удар, таки покажува судијата Ничи. Николовски. Одземена топка од Веркоен, Питер Веркоен и само аут за нашата репрезентација. Реков, на овој стадион во пријателската средба ја совладавме Естонија со 7:0. Еве сега водиме со 3:0, значи на овој терен македонската фудбалска репрезентација се разбира. Младата македонска фудбалска репрезентација има постигнато 10 голови, нема примерно ниту еден. Силјановски добро проигрување со Горас Михајлов, но само во телото на Верјанс. Ова е 10-ти корнер за нашата репрезентација. Ќе го изведе Артем Шакири. Деконде. Васевски, Шаиновски, Шакири. Добра топка до Лазаревски, меѓутоа Лазаревски премногу отиде на страна и само покрај голот на Јерген Белпеир. Инако е прв пораз на белгијанците во квалификациите, а 3 гола
имаат примено само од ремонтацијата на Шпанија. И еве, за сега 3:0 за Македонија. Имавме премногу шанси да им се реваншираме на гостите од Белгија за оној висок пораз, реков, од 7:0 во Еуфен. Со рака играше Стин Вревен. Но сепак и ова водство е високо. Захариевски мощне, добар на денешниот натпрев, во офсет позиција се најде Гораст Михајлов и број 4 Шаиновски. Дефланде. Гунтер Верјанс. Топка до Аксел Смит. Димитри Деконде. Меѓутоа тука е Бекири и Николовски и слободен удар за белгијанци. Со број 13 Крис Темеран. Топка повторно вратена до Аксел Смит. Дефланде. Кристоф Кинет. Стин Вревен. Кинет. Лазаревски, Васевски, Драган Силјановски. Греши Силјановски, топка до Питер Верхоен, но тука е Николовски, Шаиновски, Срđan Захариевски. Лазаревски. Греши Смиц и ова е 11-ти корнер за нашата репрезентација. Да спомнеме, 11 корнери, 3 голови, а белгијанците изведоа само 4 корнери. И тоа доволно зборува колку бевме надмочни, да не ги спомнувам и оние шанси, пречки, што ги имаше Шаиновски. Ево и третата измена. Играта напушта Петар Милошевски и повратникот во репрезентацијата Гоце Груевски, голман на Прилепска победа. Ова е четврти голман во нашата фудбалска репрезентација. Да спомнам дека Гого Јовчев, Зекири, Петар Милошевски и Груевски досега доносеат дресот со број 1 во нашата фудбалска репрезентација. Захариевски. Добар пробив на Деконде и слободен удар за нашата репрезентација. Пардон, тоа е слободен удар за белгиците. Кинет. Верјанс. Смиц. Темеран, повторно Смиц. И топка за Гоце Груевски. Уште 4-5 минути до крајот на средбата. Македонија води со 3:0 со головите на Џокич во 8-та минута, Захариевски во 13-та и повторно Џокич во 70-та минута од надпреварот. Одлична игра прикажа нашите репрезентативци. Еве Шаиновски, мощно вреден на денешниот надпревар. Реков, сите фудбалери на нашата репрезентација заслужуваат високи оцени, освен не можам да кажам дека тоа го заслужува и Артим Шакири, кој што е индолентен на надпревар на денешниот надпревар. И ќе мора Јово Никушев да размислува дали и понатаму Шакири треба да оноси дресот на македонската фудбалска репрезентација со ваков однос кон играта. Смит.
Верхоен, Кристоф Кинет, Питер Верхоен и аут за гостите од Белгија. Аут за гостите. Се ближи крајот од средбата. Наша трансмисација води со 3:0. Ова е трета победа. Првата забележавме на 7 септември минатата година против Данска во Кочени. 5:3. На истиот стадион ја совладавме селекцијата на Кипар со 2:0. Еве и овде водиме со 3:0. Деконде. Топка до Стин Вревен. И Груевски е на своето место. Нема кој да прифати ова топка. Осамен е Јирген Белпеир. Аксел Смитс. Кени Верхоен. Васевски. Бекири. Повторно вратена топка до Васевски. Захариевски. Одлично игра на денешниот надпревар Захариевски. Михајлов. Топка до Бекири. Захариевски, Шакири, Шаиновски, удар на Шаиновски, нема среќа на денешниот надпревар Џевдет Шаиновски. Убав удар на Шаиновски, забележавте, драги гледачи, покрај самиот десен директ во гол аут. Навистина, нема среќа Шаиновски да се запише во листата на стрелците. Меѓутоа, доби многу аплаузи во овој момент. Крај на средбата, победа на македонската фудбалска репрезентација од 3:0. Заслужена, можеше да биде изразена и далеку повисоко со повеќе голови. Меѓутоа, покажавме дека сме посилни од оние што се наоѓаат на првото место, а тоа е селекцијата на Белгија, која има 11 бодови. Со овие 3 бодови се доближуваме до третото место. Реков Шпанија на второто со 11, Данска на третото со 6, исто толку бодови Кипар, а еве сега Македонија со 9 бодови на третото место. Убава игра прикажа нашите репрезентативци на денешниот надпревар и со головите на Џокич во 8-та, Захариевски во 13-та и повторно Џокич во 70-та минута. Заслужено високо ја совладаа селекцијата на Белгија од 3:0. Аплаузи за младите репрезентативци на Македонија. Беа борбени, дадо се од себе си на денешниот надпревар и реков, аплаузи заслужуваат и кавадарчани, кои што навистина покажаат денеска како се навива за фудбалот. Ова нека биде поука и за гледачите од другите стадиони во Републикава. Само на ваков начин можеме да одиме во Европа, со вакво навивање и бодрење на нашата репрезентација. Ниту еден ексцес на денешниот надпревар. Аплаузи за нашата репрезентација, аплаузи за организаторот и аплаузи за кавадарчени. Драги гледачи, толку од градскиот стадион во Кавадарци, каде што нашата репрезентација, да повторно уште еднаш, ја совлада селекцијата на Белгија со 3:0. Пријатно.